Јас сум Ѓорѓи Кузмановски, оснивач на триатлон спортот во Македонија во 1993 година со првата организирана трка на вештачкото езеро Треска кај Скопје. Триатлон Федерацијата на Македонија е оснивана во 2000 година. Во 2005 година е одржан Балкански шампионат во триатлон на Дојранското езеро. Од тогаш до сега триатлонот секоја година рапидно напредува. Во својата историја од 20 години имаме за во два олимписки циклуси олимписки кандидат за Атина и за Лондон. Денеска се наоѓаме на прекрасното езеро на Преспа во Отешево со цел и ние како спортисти, како спортска асоциација да придонесеме за развој на спортот, но и за развој на туризмот. Бидејќи со почетоците на триатлон спортот во Дојран, тамошните челници зборуваат и тоа го повторуваат повеќе пати дека благодарение на триатлон спортот кој што се вгнезди на Дојранското езеро има значителен придонес во развој на туризмот. Тоа сакаме да го постигнеме, односно да помогнеме да се развие туризмот и на Преспанското езеро. Денеска се наоѓаме на стартот на првото државно првенство на Преспанското езеро. Дисциплината се вика олимписки спринт. Прво се плива 750 метри, потоа се вози велосипед 20 километри и на крајот се трча 10 километри. Ние сме особено задоволни од организацијата која што ја поставивме до сега, благодарение на локалната самоуправа во Ресен, начело со градоначалникот, кој што покажа големо разбирање за нашата активност и очекуваме оваа соработка да вроди со плод и да се развива туризмот. На денешната трка стартуваат 50 надпреварувачи од Србија, од Радовиш, Куманово, Кочани и Скопје. Се надпреваруваат во 5 дисциплини, во 5 возрастни дисциплини: пионери, кадети, јуниори, сениори и мастерс. Купната бројка е 50 надпреварувачи, а најмасовни се оние највозрастните од над 18 години.
Една од елементарните интенции на општина Ресен во делот на развојот на туризмот како значајна стопанска гранка во нашата општина секако е зајакнувањето на туристичките капацитети, туристичките потенцијали, а сето тоа во функција на развојот на туризмот, особено езерскиот туризам на брегот на Преспанското езеро. Во таа насока секако во тоа зајакнување на туристичката понуда на Преспа секако е и развојот, односно активностите кои што се однесуваат на спортските видови туризам, особено овие авантуристичкиот туризам, кој што минатата недела се одржа државното првенство, односно велосипедското рели Тур да Галичица. Еве, денес тука сме на одржувањето на првото државно првенство во триатлон, кој што го организираме во соработка со Триатлон Федерацијата на Република Македонија. Ова е прво државно првенство кој што се одржува кај нас и се надевам дека таа соработка која што ја воспоставивме и ја започнавме во овој момент ќе продолжи и ќе прерасне во традиција. Се надевам дека надпреварувачите и сите оние кои што се вклучени денес во организацијата на овој интересен настан, ова интересна манифестација ќе бидат задоволни и до година повторно ќе ги видиме тука во Преспа на наредното државно првенство во триатлон.
Јас само ќе кажам години напорна работа, посветеност, константност и мислам дека напорните тренинзи со текот на времето си го прават своето. Меѓународни искуства, европски светски купови, национални првенства, трките се тие што во ендуренс спортовите помага да видите тоа што сте. Имам некаде грубо околу 50 на европски светски купови, 4 европски, 4 светски првенства и 2 олимписки кандидатури, 2008 Пекинг и 2012, каде што за жал од некои покомплексни причини не успеав да бидам дел од олимпиското семејство. Да, вчера само што пристигнав, имав проблеми со опремата. Значи немав никаква опрема тука, наставив со позајмена опрема од секого и сум многу задоволен, со разлика со тоа што бе спиен само 2 сати. Прва ја завршив трката на јуниорската трка. Се спремав околу пола година. Ужасно жешко, ужасно тешко, ама ете, ја згазив финишерската линија. Првиот триатлон ми беше во 2011 година, што се околу 5-6 години. И многу сум задоволна, ме исполнува и ќе продолжам да го тренирам.